Учениците од прво до пето оделение во сите централни и подрачни училишта во Штип ќе добиваат бесплатен оброк, кој ќе го финансира општина Штип, најави на денешната пресконференција кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН за општина Штип Илчо Захариев. Во овој момент се шират неки информации дека ако случајно Штип победи Захариев, а на централно ниво е владата на Социјалдемократскиот сојуз, дека нема да пушта пари за градот Штип. Граѓаните на Штип плаќаат даноци и давачки како сите други граѓани, стопанството ги плаќа сите давачки, има законски рамки и оврски, централната власт си дава блок дотации за нашата општина. Всушност, кога господинот Заев беше градоначалник на Струмица, од Социјалдемократскиот сојуз, централната влада се ги сервисираше сите своји оврски према општините. Захариев забележа дека во изминатите 4 години од буџетот на општината се реализирани 450 проекти. Над 2000 деца во нашите училишта, и тоа во училиште Славејко Арсов, Димитар Влаков во населбата Сењак, потоа училиштето Тош Арсов во населбата 8 ноември, училиште Гоце Делчев на Радански пат и секако Ванчо Прке, и сите ученици кои имаме во подрачните училишта ќе добиваат бесплатен оброк, значи почнувајќи од наредната година, и мислам дека на тој начин ќе им помогнеме и на родителите, но предси на училиштата, а највеќе на најмалите. Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН за општина Штип Захариев истакна дека општина Штип има солиден буџет, а граѓаните покажале одлична финансиска дисциплина, со тоа што редовно си ги подмирувале своите обврски за данокот на имот. Според него, со средствата од буџетот можат да се реализираат ветените проекти.